Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Вилковска. А во неа нови американски жртви во Авганистан. Полицаец убил двајца војници. Во САД зголемен бројот на случаи на западно-нилскиот вирус, јавува Центарот за контрола и превенција на болести. Следат вестите. НАТО соопшти дека афганистански полицаец утринава во западната провинција Фара убил двајца американски војници. Од Алијансата додаваат дека нападачот потоа бил застрелан. Портпаролот на НАТО, бригадирниот генерал Гунтер Кац, изјави дека, цитираме, изолираните инциденти не се одразуваат на целокупната ситуација во Афганистан и немаат никакво влијание на безбедносната транзиција. Организацијата на американски држави одржа вонредна седница за спорот на Еквадор со Британија, откако Еквадор одлучи да му даде азил на основачот на Wikileaks Џулијан Асанџ. Амбасадорката на Еквадор, Марија Изабел Салвадор, пред членовите на организацијата во Вашингтон, истакна дека британските закани за упаѓање во амбасадата на Еквадор во Лондон за апсење на Асанџ представуваат непријателски чекор и такво нешто е кршење на меѓународните закони. Според најновиот извештај на Американскиот центар за контрола и превенција на болести, само во 2012 година 43 сојузни држави пријавиле случаи на инфицирани со западнонилскиот вирус, и тоа кај луѓе, птици или комарци. Пријавени се 693 случаи кај луѓе, меѓу кои 26 лица починале. Ова се највисоки бројки на инфицирани откако вирусот е регистриран во САД во 1999 година. Предпоставениот републикански председателски кандидат Мит Ромни вели дека последниве 10 години не платил помалку од 13% федерален данок на приходите во последните 10 години. Ова изјава предизвика реакции, пошто тој појасни дека плаќал најмалку 13% од неговиот приход секоја година. Реакциите уследија особено заради повикот на лидерот на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид, кој тврди дека Ромни некои години не платил федерален данок, ставајќи ги парите на места заштитени од оданочување. А од Холивуд актерот Майкл Џей Фокс повторно на телевизиските екрани промовира комедија во која ќе се игра себе си. Фокс изминативе години беше фокусиран на борбата со Паркинсоновата болест. Пол Маккартни се придружи на Мадона во повикот за ослободување на рускиот панк бенд од затвор. Женските рокерки протестираа против председателот Владимир Путин преку песна. Маккартни изјави во часовите пред судијата да ја донесе одлуката. Мараја Кери и No Doubt ќе отворат сезоната на американскиот професионален фудбал. Тие ќе настапат во Рокфелер Плаза пред Giants да се соочат со Cowboys на 5 септември годинава. На председателските избори во 2008 година на гласање излегоа преку 15 милиони нови избирачи. 100.000 од нив се регистрираа преку граѓанското здружение Headcount, и тоа главно на концерти. Годинава неговите следбеници се повторно активни. Еве ги на дело на концерт во Вирџинија. Групата Вилко има многубројни и верни следбеници кои доаѓаат на незините концерти. Летово фронтменот и текстописец Джеф Твиди ја покани непрофитната организација Headcount на турнејата, за да ги регистрира посетителите за предстојните председателски избори во САД. We just feel very fortunate to be in a position where we can Задоволство ни е што можеме да го употребиме кредибилитетот и популарноста за да ги поттикнеме луѓето да гласаат. Ice cold democracy. Сакаме да ги подсетиме дека воопшто не е тешко да се регистрираат и да учествуваат на изборите. Енди Бернстейн е директор на Headcount. It's not about getting somebody to sign a piece of paper. Не е се во пријавувањето. Сакаме да создадеме култура во која луѓето ќе излезат на гласачките места, да им се чуе гласот, да се чувствуваат дел од процесот. Headcount има 8.000 доброволци широм земјата. Џули Вилан е една од нив. I think what's really unique. Она што е прекрасно и уникатно во врска со Headcount е што е непартиска организација. Во првата година од постоењето, Headcount регистрираше близу 50.000 гласачи. На минатите избори пред 4 години таа бројка се удвои. Годинава очекуваат најмалку 100.000 нови гласачи.
Headcount е во партнерство со стотина музички групи. Ќе биде на 1000 концерти, надевајќи се дека голем дел од љубителите на музиката ќе станат и гласачи. Одењето на по една чашка со пријателите по крајот на работното време во САД е познато како happy hour или во слободен превод среќно време, период во кој баровите и рестораните нудат пијалоци по снижена цена. Сега пак во некој од нив на дружење може да го земете и кучето. Ако е најдобриот човеков пријател, тогаш зошто не би можел да поеде со него на пијалок и дружење? My bar has always been dog friendly. Мојот бар од секогаш бил наклонет кон кучињата. Имаме убава тераса и гостите може да дојдат со нив. Джейми Хес, собственикот на барот Blue Banana во Вашингтон, го претворил секој четврток попладне од happy hour во yappy hour или време за лајање во слободен превод. The happy hour is good. It's there. You get to bring your dog. И кучето и јас се дружиме. Што може да биде подобро од тоа? 20% од приходот од пијалоците оди во добротворни цели за Вашингтонскиот оддел на Организацијата за заштита на животни Хумано општество. Dog charities have been my thing for almost 20 years. Давам во доброволни цели за животни веќе 20 години. Не можам да го донесам своето куче на работа, но затоа тука се дружат другите. Dogs are just such friendly little guys. Кучињата се пријателски настроени, одлично друштво. It's really kind of like Запознавате и разговарате со луѓе со кои можеби немаше да се сретнете доколку не дојдевте со кучето. Ако се суди по мафтањето на опашките, сите се свекни. it's honestly like За мене, кучето е дел од семејството. На кучињата им е дозволен пристап во барот, но не и до алкохолот во него. no. Не поддржуваме такво нешто. Кучињата не смеат да пијат. А во понеделник во Newsflash интензивно звучно искуство. Ова на учениците им го нудат 6 музички кампови во Вашингтон и околината. Не пропуштајте наредната емисија. Летна настава со многу забава. Гледате во понеделник во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Продолжете да не следите и на нашата веб страница glasnaamerika.com, а ве покануваме да станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, уживајте во викендот и гледајте не в понеделник.